Денеска сме во општина Кисела Вода, општина како и другите скопски општини кои што се жртви на неодговорните, непланираните и лоши политики, несоодветни за граѓаните на град Скопје. Токму заради тоа, меѓу другото, граѓаните на Скопје го дишат и најзагадениот воздух и живеат во најзагадената животна околина. Меѓу другото, во нашата програма предвидуваме и тим луѓе кои што перманентно ќе работат на расчистување на дивите депони, на расчистување на каналите, на расчистување на сметот како што е овој позади мене кој што го гледате, со цел да обезбедиме здрава животна средина за граѓаните. Овдека во Кисела Вода ќе започне ревитализацијата на планината Водно. Од овде ќе започнеме и ќе ја сопреме дивата сеча на шумата, ќе го ревитализираме секој оштетен дел. Од овде во Кисела Вода ќе започнеме со изградба на пречистителните станици и колектори со цел да ја подобриме животната средина. Во Скопје во моментов нема ништо побитно за нашите граѓани отколку нивното здравје. Здравјето на граѓаните и граѓаните ни се во центарот на фокусот во нашата програма. Токму заради тоа предвидуваме да заврши со системска работа загадувањето во текот на мандатот. Заедно со градоначалникот на кандидатот за градоначалник и градоначалник на Кисела Вода, Филип Темелковски, ќе ги превземеме сите неопходни мерки во различни сегменти од општеството да влијаеме и да сработиме скопјани конечно да имаат здрава животна средина. Докажавме дека граѓанинот е центарот на нашите политики на централно ниво. После победата на 15 октомври ќе докажеме дека интересите, здравјето на граѓаните се наш примарен интерес и на локално ниво. Ви благодарам, поведете прашање. Конкретно на кој начин ќе ги подобрувате еколошките услови? Вашите против кандидати најавуваат 100.000 метри квадратни паркови во зеленило. Вие дали имате бројки, буџети, нешто поподробно да ни кажете? 100.000 метри квадратни употребуваат како бројка за да делува нешто импозантно. Кога ќе погледнете колку се 100.000 метри квадратни, ќе разберете дека тоа е 10 пати помалку од она што Коце Трајановски во својот мандат го исече од дрвата на граѓаните. Од овде. Ја започнуваме во 2018 година гасификацијата на Скопје. Еден сериозен проект кој што, меѓу другото, ќе донесе и ефтин енергенс кај граѓаните, меѓутоа и ќе го намали придонесот на домакинствата во загадувањето на воздухот. Зеленилото е императив. Проектите кои што ги нудиме, за кои што веќе граѓаните се запознаени, ќе придонесат перманентната работа на чистење на околината, ќе придонесе на крајот на мојот мандат како градоначалник на Скопје во 2021 година Скопје да конкурира за зелена престолнина во Европа.